Почитувани, од моето именување до денес остварив многу состаноци, добив многу писма, пораки и преставки од кои можам да заклучам дека општата состојба на вработените во државниот и јавниот сектор е многу лоша и загрижувачка. Преку неколку примери ќе ве запознавам со истото. Со што се соочуваат граѓаните и вработените, но пред да преминам на примерите кои ги поткрепам со докази, ќе ви разоткриам како функционерите на Социјалдемократскиот сојуз го изигруваат законот и методологијата за донесување на годишен план за вработување. Имено Генералниот секретаријат на владата за 2019 година има поднесено годишен план за вработување согласно методологијата и има добиено согласност од Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество за вработување на 38 лица. Во текот на годината, без да се почитува законот, односно добиваат согласност за 57 нови вработувања без функционална анализа, односно за 75 нови вработувања со третото барање за измена на планот. При тоа, природниот одлив на вработените во институцијата е само 3 по основ на пензионирање. Пропорционалното пополнување на работните места врз основа на природниот одлив на вработените во администрацијата е во духот на Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавен сектор и методологијата. А Министерството за информатичко општество има непосредна одговорност за доследна примена на овие два закони. Но наспроти тоа, Министерството за информатичко општество било креатор и подпомага во процесот на изигрување на законот. И наместо да инсистира на законито постапување, издава согласност за изменување на годишни планови во кои јасна е намерата за масовно партизирање на институциите, како што е примерот со Генералниот секретаријат на владата. Исто така, како дополнително пример за тоа ќе дадам во Центарот за вработување во Крушево. Е спроведена постапка за вработување на раководител на оделение преку Агенцијата за вработување, а при тоа е изигран балансерот и условот од огласот за вработување на македонец од страна на лице кој има неотповиклива изјава за етничка припадност влав за потребите на Советот на општина Крушево. Но дека истото лице изјавува дека на огласот се пријавува со изјава дека е македонец. Освен овој податок, за кој ми беше доставен доказ, ми доставија и фалсификувана потврда за непостоечка фирма за работно искуство, без кое истото лице, кандидатот, не би ги исполнило посебните услови од законот и огласот за работно место раководител на Центар за вработување Крушево. За овие сознанија запознати се Државниот управен инспекторат и работодавецот, но до ден денес не е поништен огласот согласно член 19а од Законот за вработени за административни службеници. Исто така, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, спротивно на член 48 став 5 алинеја 3 од Законот за административни службеници, едно лице е унапредено без да ги исполнува условите од најмалку 2 години за тековното работно место. За овие два нови случаи ќе доставам дополнителна преставка до Државниот управен инспекторат и очекувам истиот да се произнесе и да го провери начинот на вработување на овие лица во двете институции. Ви благодарам.